кои се дорували еми на кабинети на нанкулетарите кувендите Република се Македонија зотин Антонио Милошевски. Мезотин нанкулетарот би се доем да лидиме темата друишме, че канта бейнме тема политика и економика, да прандекта биседа, аритем че та жилуем като на кабинетин заведен секретар. Почитувам господин председател на собрание, господин Антонио Милошевски. Иако сме во вашиот кабинет, вие сте гостин во емисија, во дебатната емисија на телевизија Коха Мејдани. Се надевам дека денеска гледачите од вашиот кабинет ќе добијат информација од прва рака за политичката и економската состојба во Република Македонија. Благодарам за поканата многу за гостувањето во вашата ценета телевизија, која што знам дека има долгогодишен стаж и ќе ми биде драго да одговорам на прашања кои што може да бидат од интерес за граѓаните и гледачите на вашата телевизија. Благодарам. Вие бевте во минатиот мандат бевте министр за надворешни работи во еден период каде што интензивно се преговараше за наметнатиот проблем од Република Грција, за менување или за решавање на проблемот со името Република Македонија. Која е вашата визија за овој проблем? Мислам дека овој наметнат проблем, кој што датира уште од 1992 година, не очекувам во текот на ова или во текот на следната година да биде решен од една едноставна причина, затоа што на чело на соседна Грција, по избор на нивните граѓани, денеска премиер на таа земја е човекот кој што го создаде овој проблем, Андони Самарас, кој што во 1992 година беше министер за надворешни работи на Грција. И тогаш тој како политичар и Грција како држава, за жал, го наметна спорот не толку заради името на Република Македонија, колку заради тоа што Грција се залагаше Македонија да не биде независна држава, туку да се зачува некоја мини Југославија со доминација на Србија. Грција затоа го поддржа признавањето на Хрватска и Словенија, но сакаше Србија, Босна, Македонија, Црна Гора со покрајните до тогашни или претходни Косово и Војводина да останат во некоја мини држава. Денес Самарас е премиер и според информациите што ги добивам и од Министерството за надворешни работи, но и од некои дипломати кои што се вклучени во овој процес, нема знаци на оптимизам дека Грција би сакала да биде попрагматична и да се согласи на некое разумно, заемно прифатливо решение кое што нема да го навреди или да го понижи достоинството на Република Македонија, на нашите граѓани, на македонскиот народ и на сите останати, од една едноставна причина, тоа што тие се внатре во Европската унија, ние не сме и чувствуваат можност и сила да продолжат со блокирањето. За жал, според мене, тоа не е одржливо решение, бидејќи и Грција како држава, и Македонија, и целиот регион околу нас, соседите Албанија, Косово, Србија и Бугарија, би имале голема корист ако Македонија стане членка на НАТО и ако Македонија ги почне преговорите за членство во Европската унија. Тоа значи дека ние ќе бидеме постабилни, побезбедни, економски понапредни, повмрежени во нивните внатрешни институционални врски и тоа ќе биде подобро за секого од регионот. Втората работа што мислам дека кај Грција преовладува е што тие сакаат во овој спор не да најдеме решение за името, туку да наметнат решение за името. Така како што замислиле тие. Ние сме спремни да разговараме и го правиме тоа 20 години, но би сакале кога веќе се работи за нашето име, за нашата држава, за нашите символи, за нашиот идентитет, ние како дел од процесот на разговори да имаме удел во тоа што ќе го решаваме, а не да бидеме само страна која потпишува бел лист на картија кој што е испишан со грчки ракопис. И третата работа која што мислам дека Грција би требало во догледно време да ја размисли и да ја примени е меѓународното право и неговото почитување. Македонија во 2008 година, после ветото од Грција во Букурест за членството во НАТО, покрена еден судски спор пред Меѓународниот суд на правдата,
кој што суд претходно даде свое мислење исто и за прогласувањето на независноста на Косово и кој што е Врховен суд на Обединетите нации, и Македонија го доби тој спор. Беше пресудено и констатирано дека Грција ја прекршила времената спогодба, дека не смеела да не блокира, дека Македонија се однесувала пријателски, добрососедски и со почит кон врските од времената спогодба, и дека Грција, ако се претпоставува дека секоја земја членка на Обединетите нации има добра волја, во иднина не треба да ја попречува државата на патот кон НАТО и кон ЕУ. За жал, официјална Атина се уште се нема изјаснето формално по оваа пресуда. Дали ја прифаќа, дали ја отфрла, дали планира да ја примени, кога планира да ја примени. И според мене би било многу добро ако повлијателните земји членки на меѓународната заедница, а за тоа треба да се потрудиме многу повеќе, како Америка, Германија, Британија, Франција и други, се заложат посилно за примена на оваа пресуда. Дали тука мислите дека македонската дипломатија треба да ја применува јавната дипломатија, да инвестира повеќе во јавната дипломатија, да направи нови стратегии за менување, значи за придобивка на нови пријатели во светот и за менување на свеста кај сите други држави дека една држава не може да му оспори на друга држава нешто што е нивно право. Па, мислам дека треба да се засили јавната дипломатија. Се разбира, јавната дипломатија не е ефтина работа за мали држави. Тоа најчесто предполага и вклучување на посилни консултантски агенции, медиуми, поширока мрежа, и сето тоа треба да има некоја финансиска рамка. Но во секој случај мислам дека дека е тоа добар пристап за да можеме што повеќе да ги придобиваме симпатиите на меѓународната јавност. Мислам дека во голем дел, барем во медиумскиот простор, Македонија ги ужива тие симпатии, но во светот секогаш има трка за внимание, и кога се случуваат работи како Украина, како Сирија, како Северна и Јужна Кореја, како Кипар и како многу други места и крижни жаришта, и Молдавија, и Грузија и друго, тогаш тешко е да ги добиете вашите 5 минути на CNN, на BBC, во Frankfurt Allgemeine Zeitung или во Guardian или во друг весник, или да ги добиете вашите 5 минути кај американскиот претседател, кај германската канцеларка, кај британскиот, кај францускиот и слично. Но гледаме колку што можеме, што е во наши ресурси да го направиме она што е можно. Тука сакам да истакнам дека сме задоволни во последно време што германската сојузна влада во последниве 2-3 години, а особено ова, го зголеми вниманието и интересот за регионот. И ги покани премиерите и шефовите на држави и влади од цел регион, Македонија, Србија, Албанија, Косово, Босна, Црна Гора и сите други, за да се види што може да се направи дополнително, да се зајакне регионалната соработка, а и чекор по чекор да се отвараат перспективите за членство во ЕУ. Така. Јас би сакал да узнам вашето мислење околу реформите што се прават во образованието. Да. Како што се државниот испит и исто така и за новите сега најави дека ќе треба да се отворат некои академии за учители и наставници. Да. Јас прво би кажал дека точно е дека секогаш кога има реформи и кога има промени во било која сфера, дали е медиумска, дали е инфраструктурна, дали е образовна, дали е судска, секоја промена носи по инерција некој отпор. Бидејќи луѓето, ние сме такви создадени по природа, се навикнуваме на нештото такво какво што е. И кога вие ќе кажете утре дека нешто се менува и дека вашата телевизија нема веќе да биде аналогна, туку ќе биде дигитална, или дека нема да има печатен весник, туку ќе има само интернет издание, секој има некој отпор на новата форма на која што ќе треба да се навикне. Тоа што е важно за мене е што владата, составена од ВМРО-ДПМН, ДУИ и другите коалициони партнери, е одлучна и прави реформи и е смела. Тоа не значи дека секоја реформа е идеална
и дека нема одредени пропусти или дека нема некои работи кои што може да се поправат. Но важното е дека која и да е грешка направена или пропуст е направена со работење. На власт сме од 2006 година, сега веќе сме 2014, пред прагот на 2015 година и темпото на реформи, на нови проекти, на идеи, на иницијативи, на навлегување во различни сфери од животот не запира, не намалува. Јас сум бил и портпарол на една предходна влада 2000-2001 година кога господинот Георгиевски тога заедно со ДПА беше премиер и имаше коалиционна влада. Се забележува кај некои политичари после известно време, после 2, 3 или 4 години, особено кога некои реформи се под силна критика или напад, тоа ги попуштаат и ги уморува. Едноставно, може би превладува логиката, зошто ја сега па да исправам криви дрини и може би да оставиме за некое друго време. Тоа е различното кај оваа влада. Значи, кај оваа влада, предводена од премиерот Груевски, разликата е што постои една упорност и постои една кондиција да се продолжи со темпото на реформи. Сега се извинувам, дали мислите дека ова темпо е малку пребрзо? Луѓето мислат дека многу брзо се донесуваат законите, дека јавните расправи треба да траат малку повеќе, подолго. Можно е да отвориме дилема за тоа дали е пребрзо или дали треба малку да има некој по-прифатлив, по-релаксиран чекор, но во секој случај тоа што јас би го ставил како една забелешка на цел овој реформски процес е дискрепанцата, јазот кој што постои помеѓу државното раководство и носителите на функциите и нивните идеи за реформи и спремноста на останатиот дел од администрацијата и цела државна мрежа истите да ги примени. Затоа што вие во влада или во собрание, помеѓу пратеници, министри и други истакнати, да речам, носители на функции, ќе се согласите дека оваа реформа за новите даноци или за здравството или за мој термин е добра и дека треба да се спроведе. Но незиното спроведување треба да го направат луѓе кои можеби не се толку подготвени или не се толку расположени со истиот елан да ја спроведат реформата која што добила некоја законска форма. Тука мислам дека треба да се работи на зајакнување на капацитетот на администрацијата, за да може реформата што ќе се донесе како закон и што ќе претрпи одредена критика при носењето, кога се спроведува веќе да го има тоа темпо кое што е потребно. По однос на реформите во образованието, јас мислам дека ние не измислуваме некои новитети, туку само гледаме каде, во кои земји нешто функционира со одредена позитивна димензија и дали можеме истото да го примениме кај нас. Така беше случајот со екстерното тестирање во образованието основно и средно. И нормално е дека таа реформа предизвика некаде негодување, некаде прифаќање, некаде различни дилеми отвори, но ние знаеме дека јавна тајна е понекогаш дека социјалниот статус, имотниот статус, некогаш и за жал и етничкиот или политичкиот или партискиот статус, некогаш влијае неправедно на начинот на оценување на наставникот кон едно за разлика од друго дете, кон еден за разлика од друг ученик. И затоа екстерното тестирање е метод кој што сите наставници ќе ги направи малку повнимателни. Секој ќе биде свесен дека постои можност од некое тестирање и ќе се обидува да биде по објективен. Тоа не значи дека овој процес на екстерно тестирање е идеалниот, но со самата негова примена следната година ќе се види каде може да се поправи, ќе биде подобар. За 2, 3 или 4 години очекувам да биде и уште поприменлив и поефикасен. Ако ние сме почнале со екстерно тестирање во 95 година, денес ние ќе имавме, претпоставувам, одличен систем кој што веќе ќе функционираше. Така е сега и со државниот испит кој што ќе треба да почне прво да дојдеме до собрание да се усвои, но после тоа се надевам дека откако ќе се усвои 2017 година да почне со одредена примена. И нормално дека студентите се популација која е
млада, полетна, бунтовна и сакаат да го покажат својот интегритет, и тоа е за разбирање, и мислам дека тоа е одлика што треба да се почитува кај секој студент. Но истовремено ние знаеме дека постојат, за жал, одредени професори, може би се помалку, поголемиот дел се стабилни, нормални, објективни, професионални професори. Постојат, за жал, и одредени факултети, може би во помал број, каде што полагањето се сведува на формалност. На формалност, или да бидам малку погруб во речникот, на одредена услуга, на одредено подплатување и на одредено плаќање на семестар и добивање на диплома. Тоа се вика конфекцијско производство на дипломи. И утре ќе се случи една хипер бројка на дипломирани, што и да се, економисти, правници, музичари, лекари, наставници, физичари или нешто друго, а може квалитетот да не одговара со дипломата што има. Затоа сметам дека државниот испит има за цел да им помогне на оние кои што своите оценки и својата диплома си ја заработуваат со труд и со знаење, а да им даде едно предупредување или сигнал на оние кои што се запишали и мислат дека ќе добијат диплома само со присуство и само со плаќање на семестар или можеби со некој подкуп, дека тоа не е начинот на кој што човек треба да се стекне со знаење, и дека на крајот од криштата, ако јас дипломирам само затоа што сум потплатил еден или друг професор, тогаш нема да бидам конкурентен и на пазарот на кој што треба утре да излезам со мојата диплома. Мислам дека треба сега да се отвори една јавна дебата, широка, која што министерот Абдулаке Адеми ја најави, да се слушне мислењето на сите професори, студенти, наставници, лица кои што работат во просвета, да се види што може од нивните предлози да се вклопи во конечниот предлог и да дојдеме до некое заедничко прифатливо решение кое што може да биде реформа која што ќе треба да се применува и да ги даде своите резултати некаде после 5, 6 или 7 години од самата примена. Во кои држави се применува државниот испит и кој бил реперот на Македонија, која држава, како таму функционира? Да, мислам дека имаше повеќе како Чешката република, Полска, држави како Данска и некои други со различни модели. Има, например, кај нив некаде се применува само за некои струки, например, не знам, се построги за медицината, и тоа го прават како полагање на државен испит. Некаде државниот испит постои како полагање само еднаш во текот на студиите, најчесто на крајот од студиите, како еден финален, а некаде постои периодично, како што ние го прифативме, полагање 2 пати во текот на студиите, во текот после втората година и на крајот после четвртата година од студиите, доколку има 4. Но во секој случај, овој државен испит, целта на државниот испит не е да се упадне во автономијата на универзитетот, не е да се загрози правото на студентот, само е да помогне државниот испит, кој што ќе биде отворен, транспарентен, сниман, јавен, достапен за секого, за да не може ни еден државен, владин, образовен или универзитетски авторитет да поремети некого или да му одземе нечие право. Туку има за цел тие што имаат знаење да го поминат филтерот на овој испит кој што треба да го зголеми квалитетот. Знаеме, свесни сме за реакциите и знаеме дека реформите не се секогаш популарни, и ние кога би биле ориентирани повеќе популистички или можеби кога би биле позаморени од некои реформски или политички процеси, би можеле да речеме во ред. Се откажуваме и да угодиме на поголемиот дел од тие кои што негодуваат, да речеме, еве, ќе се повлечеме од ова. Но затоа кажав дека оваа влада ги обмислува работите подолгорочно и спремна е да издржи и критиката, нормално спремна и од таа критика да извлече некои поуки, да го направиме законот на најдобар можен начин и да одиме со поквалитетно образование, бидејќи како држава немаме нафта, како што има Саудиска Арабија или Норвешка или Русија или Иран, немаме
милиарда луѓе како што има Кина или Индија или некои други земји, нашиот ресурс со 2 милиони луѓе може да биде само образованието. Ако имаме подобро образование и за македонец, и за албанец, и за турчин, и за србин, и за кого и да е во оваа држава, ако има добра диплома на машински инженер, на лекар, на правник, на економиста, за него ќе биде подобро и за самата држава и за економијата. Ова влада се реши да го менува и грбот на државата, грб кој има сегашниот грб кој има елементи од минатото, на бившата федерација. Меѓутоа, како и другите реформи, значи именувањето на грбот најде на несогласувања кај некои етнички групи, посебно кај албанците, кои веќе реагираат за содржината, значи на грбот. Би сакал да ве прашам како од каде потекна иницијативата за менување на грбот, дали ова е договор помеѓу ДУИ и ВМРО, значи дали договорот е за време на создавањето на новата коалиција после предвремените парламентарни избори, и дали мислите дека ова е конечната верзија или може да се разговара до конечната одлука? Да. Значи, прво, по однос на комуникацијата помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, можам да кажам дека иако не секогаш во јавноста таа се забележува, таа сепак постои, е многу стабилна и многу работи кои што произлегуваат како реформи или одлуки се плод на повеќе месечно или некогаш можеби повеќе годишни дискусии на одредена тема. Такви беа дискусиите околу амандманите за промена на Уставот, кои што не се дискусии преку ноќ, ниту пак биле дискусии пред или ден после изборите, туку биле теми кои што се дискутирале во последните година дена на еден дискретен и еден потемелен начин. И таква идејата исто за промена на грбот, идеја која што дел, да речемете, водството на двете партии, заедно со одредени специјалисти, хералдичари, ја дискутирале во последниве 7, 8 или 9 месеци како од време на време како одредена тема која што вреди да се разгледува. Прво, заедничка е согласноста и на двете политички партии и на раководствата дека сегашниот грб е после Белорусија единствениот грб кој што има советски елементи, не е изменет и е одраз на едно друго време и дури и хералдички ги нема тие основи кои што важат во некои правила во хералдиката. И согласноста била заедничка дека да, треба да има нешто, некое освежување кое што ќе биде соодветно на новото време или на Република Македонија како самостојна држава. Вториот дел од разговорот е што може да биде нешто што каде што ќе има заеднички елементи за сите граѓани и нешто што после многу оспорување на знамето, оспорување на името, оспорување на јазичните права, оспорување на не знам кои други символи, оспорување на територијална организација, сме имале многу теми кои што не раздвојувале и не спротиставувале и создавале одредени тензии, дали можеме да најдеме некој символ кој што ќе обединува и кој што ќе има поширока поддршка. Во тој контекст од специјалисти по хералдика било предочено дека подолго време наназад, уште од некои француски и германски хералдичари и британски, кога се правеле одредени грбови, символики на земјите од овој регион, дека кај Македонија како област доминира лавот како во различни форми, како некој символ кој што бил поврзуван со таа територија. Истовремено беше предочено дека тој е символ широко распространет и во многу други европски земји и области, вклучително и во нашите соседни земји, како што е, например, и во дел од областите во соседна Република Албанија, каде што лавот се појавува како градски, семеен или некој грб во одредена форма во различни историски периоди.
И затоа е донесена една одлука за која што однапред се претпоставуваше дека нема да биде акламативно прифатена, дека ќе има и околу тоа во едно политизирано општество како Македонија, дека ќе има и дискусии, дебати, контраверзии, напади и слично. И сега ние сме изложени на дебати и двете политички партии се изложени на одредени критики од, да речеме, страна на одредени кругови на албанската етничка заедница кои што имаат против Грбот или имаат против ДУИ можеби или имаат некој политички контекст. Ги напаѓаат нашите коалициони партнери дека прифатиле грб на другата политичка партија. Од наша страна во кругот на македонската етничка дебата има напади дека со ова се негира антифашистичкото минато, дека овој грб не е македонски, туку е бугарски, дека не е ваков или таков. Секој си има некоја своја теорија или приказна, но нас ни е важно да не ја бистриме историјата, бидејќи не сме историчари, туку да им дадеме на историчарите право и можност и на тие што се занимаваат со хералдика да го кажат своето мислење за грбот. И моето мислење е дека ваквата форма каква што е, може да биде добра основа за да заеднички прв пат во независноста на Република Македонија од 91 до денес заеднички да прифатиме еден символ. Колку поширока ќе биде таа поддршка, толку подобро ќе биде за толку пообединително, да речам, ќе действува тоа на самата држава, а знаеме дека во државата навистина ни е потребно секој еден мал мост, секое едно заедничко нешто што ќе ги поврзува посилно македонците и албанците е инвестиција во нашата стабилност. Да. И моето мислење е дека ова може да биде еден мал почеток, за кој што свесни сме дека ќе биде подложен на критика, но затоа е јавната дебата, затоа секој има право да се изрази, но во јавната дебата јас би апелирал да се разликува дебата со аргументи за самиот символ или дебата која што има политичка позадина и која што има за цел да нападне одредена политичка партија. Секако за околу последните денови, значи колку сме ние оцениле албанската јавност, значи со ваков предлог не се задоволни ни историчарите, нити политичките партии. Во самата ДУИ исто така имаше голема реакција внатре со председателот Али Ахмети и со неговите министри. Од таму излезе на информација дека бидејќи грбот ќе се менува нели со менување на уставот, дека има некој договор помеѓу ВМРО и ДУИ, дека на ДУИ ќе му се отстапи нешто да менува во уставот во полза на албанскиот народ. Такви информации во моментов немам, бидејќи за ова прашање е дискутирано само за прашање како прашање на грбот. Грбот ќе се менува со менување на законот за државни символи и тоа е интервенцијата. Во тој закон уставот, не мора да се смени уставот за да има смена на грбот, но во секој случај уставот исто ќе биде подложен на одредени реформи, кои што сега очекуваме како финална верзија да дојдат од владата на Република Македонија во собранието во текот на декември и тогаш во текот на јануари или можеби текот на февруари би имале собраниска дебата, изјаснување и гласање на крајот за уставните измени и амандмани, но тие се однесуваат на работи кои што веќе беа споменати. Дефинирање на бракот, Народната банка, државната ревизија, меѓународните финансиски зони и други работи кои што би биле дел од тие реформи кои што сметаме дека ќе бидат корисни за уставот. Во секој случај, она што за нас е важно е градењето на цврста доверба помеѓу двете коалициони партнери, градењето на што е можно поголема меѓуетничка доверба и намалување на разликите наши и ваши и создавање на една држава, институции, систем, устав, правила, закони во кои што секој ќе ја препознава државата, општината и институцијата како своја. Дека нема Министерството за правда јас да го чувствувам како албанско затоа што албанец е
министер, туку ќе го чувствувам како наше заедничко државно министерство, каде што јас можам да ги остварам своите права, да имам поплака, жалба, барање, иницијатива, и дека нема некој албанец да го чувствува, не знам, Министерството за одбрана како министерство македонско, затоа што е министер македонец, затоа што тоа министерство служи на сите, имаме војници, старешини, професионален кадар од сите етнички заедници, и дека те имаат една заедничка задача да помагаат и да го штитат суверенитетот на нашата земја. Но оваа тема е полесно да се каже во 2-3 реченици, како што сега се кажувам, а многу е потешко да се успее да се примени во реалниот живот и да биде долгорочна. Бидејќи довербата помеѓу албанците и македонците тешко се гради со години, а многу лесно преку ноќ може да се наруши. Затоа треба да бидеме внимателни и да извлечеме поуки од минатото и да развиеме способност на еден меѓуетнички кризен менеджмент, кој што ќе биде употребен ако некога затреба, но истовремено да развиеме способности каде може да ги пронаѓаме сличностите и заедничките интереси, за да можат нашите деца после 30 години да живеат во уште постабилна, би рекол, и подобра држава. Значи, паралелно сега, како што рековме и на почеток, дека се одвиваат реформите во здравството, во образованието, менувањето на грбот на Македонија, меѓутоа опозицијата не е присутна во собранието. Вие како подпредседател на собранието мислите дека овие закони можат, нели, да се донесат со подемократска процедура ако во него ги има и опозицијата? Јас се согласувам дека присуството на опозицијата, во случајов на Социјалдемократскиот сојуз, во собранието ќе го зголеми квалитетот и легитимноста на носењето на секој закон, вклучително и на овие важни уставни реформи, образовни или менување на символи и слично. Но истовремено треба да потенцирам дека ако некој одлучил свесно да не учествува во работата на собранието, тоа не треба да значи дека ефикасноста на собранието или реформите во државата треба да бидат заложници на моето несакање да учествувам во работата со некој друг. Затоа оставивме простор и се уште оставаме простор. Не се констатирани оставките на нашите избрани, но за жал отсутни колеги од СДСМ. Тие ги уживаат тие, речам, бенефиции кои што следуваат како плата и друго, но тоа не е најважното. Најважното е што оставивме простор за една комуникација помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМ или другите партии во собранието, за тие да размислат и да видат дали можат во некој одреден период поволен за нив да се вратат и да учествуваат во работата на собранието. За жал, мислам дека тука се работи за една неусогласеност во СДСМ како опозициона партија, каде што дел од раководството, од своји лични, веројатно, причини, од своји лични емоции, после претрпениот пораз, одлучува да бойкотира и да оди на тотално прекинување на комуникацијата, поставувајќи некои барања, како барањето за техничка влада, кои што и самите знаат дека е барање кое што, ако се прифати, секој следни избори ќе произведува политичка нестабилност. И од друг дел, има еден добар дел и наши поранешни колеги пратеници од СДСМ, кои што дискретно и во комуникацијата со нас, кога ќе имаме прилика, отворено кажуваат дека тие би сакале што поскоро да се вратат во собраниските клупи и да ја понудат нивната политичка алтернатива, да не критикуваат, да не коригираат и да кажат што имаат за сите овие текови. Затоа јас се надевам дека СДСМ има уште малку, но сепак се надевам доволно време, дека ќе донесе една прагматична, зрела политичка одлука да се врати во собранието и да учествува во сите процеси кои што се важни за државата. Ако тоа не го прави, значи, која е процедурата и како ќе постапите како собрание? Ако тоа не се направи, веќе имавме една комисија за мандатно-имунитетни прашања, која што комисија според листата на одсуство заклучи дека подолго од 6 месеци неоправдано одсутни се тие пратеници. Тој извештај се прати до председателот, подпредседателите, координаторите на пратеничките групи во собранието и сега следното што треба да се направи во веројатно до крајот на декември, но ќе видиме како ќе биде и одлуката, какви ќе бидат околностите, да се закаже една пленарна седница
и на таа пленарна седница да се пристапи кон констатирање на оставките на пратениците кои што ги понудиле. Нормално дека до одржувањето на таа седница или до завршувањето на таа седница секој ќе има време да размисли дали останува на својата поднесена писмена оставка или можеби нешто ќе се смени и некој ќе одлучи сепак да истата да ја поглечи, да го превземе мандатот и да почне со работа во собранието. Значи може да има избори само за 30 за тие места кои ќе останат непополнети. Но мојата прогноза е, според вака атмосферата што може да се почувствува и кај дел од опозицијата, е дека нема сите пратеници од СДСМ да одлучат да го продолжат бојкотот до крај. Мислам дека дел од пратениците од СДСМ ќе се приклучат на работата на собранието, ќе делуваат опозиционо, а за оние пратеници кои што ќе останат на своите оставки, тогаш Државната изборна комисија ги нуди нивните мандати на следните кои што доаѓаат на листата, кои што не били избрани. Така што мислам дека ќе биде, очекувам да биде поголем бројот на пратеници кои што од постоечките листи, дека нема да има потреба од предвремени парцијални избори. И ако се стигне до таму да има непополнети места, дали тие ќе бидат 2, 3, 5 или 10 непополнети пратенички места, тогаш нема да има генерални предвремени избори. Ние не сме за предвремени избори, дуи не е за предвремени избори. Мислам и дека самите граѓани после толку изборни циклуси, јасни резултати, не би биле расположени пак да правиме таков трошок и запирање на одредени процеси за да има предвремени избори. Изборите има 2018 година за собрание, но доколку останат непополнети неколку места, тогаш може да има парцијални избори на кои што партиите ќе може да учествуваат за да ги пополнат. Така. Председателот на опозицијата, господинот Заев, веќе долго време најавува некои бомби. Дали во ВМРО значи овие најави се вознемирувачки, кои се вашите информации, кои се уствари неговите бомби? Дали имате некои информации, кој е неговото оружје? Да. Информации немаме некои директни, не знаеме за што се работи, она што може преку некои, да речам, медиуми кои што имаат поблиска комуникација со господинот Заев, може да се забележи дека и меѓуетничките односи може да бидат тема на некакви нивни идни објавувања, на шпекулации, полушпекулации или некои монтажи. За нас една работа е, сметаме дека е штетна. Штета е што се губи времето од страна на господинот Заев како председател на СДСМ на работи кои што се важни за неговото минато. Мислам дека секоја негова постапка и таа една, би рекол, прилично аматерска снимка за пасоши и некои други постапки предходно со таа една монтажа за Македонска банка, веројатно и ова што сега се подготвува, имаат за цел не да понудат алтернатива на гласачот и на граѓанинот, туку имаат за цел да го покријат и оправдаат поразот што го претрпел СДСМ на изборите. И тоа мислам дека е гледање на назад и е лечење на некои лични или политички фрустрации зашто изборните резултати биле такви какви што беа. Би било многу подобро ако господинот Заев наместо да се занимава со вакви, би рекол, шпекулации или некои бомбастични најави, да излезе со проект како тој мисли дека реформата на образованието треба да се случува. Да излезе со проект како Тетовската економска индустријска зона треба да се пополни со инвеститори. Да излезе со проект како мој термин или реформата во здравството треба да се подобри или да се смени или да има друг концепт. Тогаш би бил пошироко прифатен според мене и од граѓаните и од своите членови затоа што ќе понуди политичка или реформска алтернатива. Вака тој нуди негова лична замислена битка со премиерот Груевски само затоа што Груевски неколку пати на избори го поразил политички со поддршката на граѓаните. И мислам дека тоа не е продуктивно. И јас, моје мислење е дека господинот Заев не гледам дека тој има
капацитет да ја води СДСМ уште долго време. Тоа е работа која што ќе се одлучат нивните делегати, нивните членови, нивните пратеници, нивното раководство, но јас мислам дека 2015 година ќе биде можеби и годината во која што СДСМ ќе треба да избере нов претседател на својата партија. Јас би сакал на крај да ве прашам околу економските реформи во Македонија, посебно за полошкиот дел. Знаете, ние во Тетово имаме многу позната туристичка атракција, значи Попова шапка, која веќе неколку години како да е оставена на страна, дека таму се градат само некои викендички, а другата инфраструктура многу малку. Исто така и големата најава во слободната зона, економска зона, дека ќе доаѓаат инвестиции, значи се уште конкретно граѓаните не гледаат некоја таква инвестиција. Кои се најавите, предвидувањата и роковите на реализација на овие проекти? Значи за нас Тетово, Полошкиот регион, Теарце, Првеница, Јагуновце, Гостивар, Желино, целата област е многу важна бидејќи економски е динамична, бидејќи има многу ресурси, блиско е до главниот град, достапна и има потенцијал за развој затоа што има многу луѓе кои што го стекнале своето искуство надвор од државата и со нивното доаѓање или комуницирање тука со партнери можат да направат нешто повеќе од тоа што го научиле, како што е примерот на сопственикот на Ренова, како што се и многу други кои што почнале од малку, но направиле навистина стабилни предпријатија. Тетовската економска развојна зона ни е важна. За сега успеавме да привлечеме една италијанска компанија, ИТЕ, која што најави своја инвестиција, но од она што може да се слушне од министрите задолжени за привлекување на странски инвестиции, во моментов се преговара со една странска компанија која што има интерес да дојде и да инвестира во Тетовската економска зона. Ние се надеваме, во моментов тие преговори се подискретни, не ги објавуваат министрите имињата за да зачуваат деловната етика во разговорите со потенцијалните инвеститори, но сите се надеваме и сите сме спремни да дадеме своја поддршка да има еден таков уште поголем, бидејќи италијанскиот инвеститор е можеби помал со најавени 160 работни места, да има уште поголем инвеститор во Тетовската економска зона. Тоа што е важно исто за самата зона да биде поатрактивна, освен владината поддршка и насочувањето на инвеститорите да им се предложи Тетовската зона како добра за инвестиции, важно е да имаме и добра локална инфраструктура и важно да имаме добри правила на игра и владење на правото во самата општина или околни општини во самата област, за да може странскиот инвеститор да се чувствува правно сигурен, за да знае дека нема за некоја согласност или барање или потреба од било која државна или локална институција да не идува на различни бариери кои што може да бидат поставени со цел да се изнуди некаква корист. Затоа, според мене, важно е и општината Тетово, општината Теарце, општината Јагуновци и Мрвеница, не само за овој момент, туку и за самите граѓани, во следниот период од година, 2, 3 или 4, да поработат потемелно на реформите на локалната администрација, за да може локалната администрација да биде што поефикасен сервис и за граѓаните и за потенцијалните странски инвеститори. Кога тоа ќе се постигне со текот на времето, мислам дека уште поатрактивна ќе биде и Тетовската економска зона, но она што сега ни е најважно да слушнеме што поскоро да ја чуеме добрата вест која што е во тек на преговори, дека една странска поголема компанија најавува свој интерес за инвестиција во Тетовската зона. Тука само би сакал да ве прашам, кој е битниот фактор за ориентација на една странска фирма? Дали самата, значи самиот странски инвеститор или владата на Република Македонија,
која значи ги усмерува каде фирма во која зона ќе работи. И двата фактори. Значи и двата фактори се битни. Прво треба странскиот инвеститор да процени дека со доаѓањето во Македонија ќе направи поголем профит од тој профит кој што сега на пример го прави во Словачка, Романија, Германија, Австрија или некоја друга земја, и со доаѓањето тука дека ќе може да има пониски трошоци за производство, а сепак да ја оствари добивката која што му е замислена. Втората работа е владата. Значи владата на Република Македонија да го привлече и да му даде одредена државна помош, затоа што големите корпорации и фирми бираат најчесто големи држави. Ние како помала држава треба да се надпреваруваме и да ги привлечеме и со внимание, но да ги привлечеме и со некоја понуда која што тие би ја прифатиле како сериозна. Третата работа им се нуди. Значи, јас знам за инвестицијата која што сега е во тек во Кичево, Key Safety Systems, американска инвестиција за воздушни перничења во возила, дека тие првата нивна желба на таа компанија била да инвестираат во зоната во Скопје, во Бунарчик. Бидејќи логично, тука има аеродром, автопат, близина на главниот град и исто во околината ресурси, луѓе кои што би можеле да бидат работна сила, но од страна на министри во владата на Република Македонија, од страна и на локалната самоуправа во Кичево, од страна и на Агенцијата за инвестиции за слободни зони, им било посочено местото како добра прилика каде што тие, доколку прифатат да инвестираат, може би ќе добијат во помала општина и поголемо внимание. Во Скопје ќе бидат една фирма меѓу останатите 20 или 30 фирми. Во Кичево ќе бидат една единствена и ќе имаат можеби и некој приоритетен статус. Така што и за во Тетовската зона знам дека се прават заеднички координирани напори помеѓу министерот Висер Фида, министрите Самак, Пешевски, Бил Павлевски, за да се успее поголема компанија да биде инвеститор во оваа зона. Која е вашата порака до граѓаните на Република Македонија како подпредседател на собранието за новата 2015 година? Па, мојата порака е прво граѓаните да бидат сигурни во себе, дека живеат во една држава каде што има одговорни луѓе на одговорни позиции. Втората порака е дека граѓаните треба да бидат темелот на нашата заедничка слога и на нашата доверба, и дека многу е лесно граѓаните да се поделат и да влезат во некои предрасуди, но многу потешко и многу повредно е граѓаните да се обединат и да се борат заедно за своите заеднички интереси. И на крајот би сакал да порачам дека новата година е нова шанса за секого од нас, за подобар живот, за подобро здравје, за повеќе слога, за нашите семејства, за нашите општини, за нашите села, и е нова шанса, се надевам, за уште поголема доверба помеѓу македонците и албанците во Република Македонија, бидејќи довербата помеѓу нас е темелот и на нашата стабилност, и на нашиот развој, и на нашиот економски напредок. Јас ви благодарам многу за разговорот, се надевам дека имаме и друга можност да направиме нов интервју со сигурно нови идеи, нови факти околу новите реализации. Благодарам многу и ги поздравувам сите ваши гледачи. Благодарам. Shkues të nderuar, pra ishim në kabinetin e nën kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, zoti Antonio Miloševski, me të cilën biseduam për reformat të cilat janë duke u zhvilluar dhe mendohet të zhvilluar në vitin 2015. Ju falenderit shumë për vëmendjen, mirupafshim.